Објавени огласи за вработување на околу 200 лица во државните институции. Со оваа информација на Facebook се пофали вице-премиерот Бујар Османи. Во огласите се бараат лица со и без работно искуство. Во армијата ќе се вработат 125 лица, во Министерството за образование тројца, 34 места има во Централниот регистар, 8 во владата, 9 во Државниот архив. Заводот за статистика ќе добие 22 вработени. 7 нови вработувања ќе има во Македонската радиотелевизија, 24 во општина Центар, 2 во Зоолошката градина, 13 во јавното претпријатие за државни патишта. Платите се движат од 20 до 50.000 денари. Новите работни места се отвораат во време кога е распишен референдум, што го наметнува прашањето дали овие вработувања се во согласност со законот, имајќи ја предвид забраната за распишување огласи во време на предизборие. За оваа дилема во моментов нема кој да одлучува, бидејќи единствената институција за решавање на евентуален судир на интереси е антикорупцијската комисија, која се уште е без состав. Комисијата остана празна кога членовите дадоа оставки, поради објавениот скандал за неодговорното трошење финансиски средства, а обвинителството почна да истражува можна корупција кај антикорупционерите. Веќе неколку месеци, комисијата чека избор на нов состав, а до тогаш нема кој да одлучува за евентуалниот судир на интереси.